Алфа ТВ останува трн во око на власта. Микрофонот на единствената критички настроена телевизија речи се никогаш го нема на патувањето на државните функционери во странство. Од едноставна причина што владата, председателот, спикерот на парламентот или било кој министер очигледно се плашат и намерно не ја канат телевизијата при нивните посети на светските метрополи. Словенија, Молдавија, Австрија, чествувањето на Свети Кирил и Методи во Рим, а сега и посетата на премиерот Ковачевски на Германија, се само дел од дестинациите на кои власта носи со себе новинарски екипи на државен трошок. На списокот за овие патувања не се најде Алфа ТВ, која е трета телевизија по гледаност во државата. Во врска со последната посета на Берлин, поставивме едноставни прашања, но одговор нема. Врз кој критериум беа одбрани медиумите која покрива официјалната посета на премиерот во Германија? Колку медиуми беа поканети? Колку члена броеше делегацијата за посета на Германија? Во ретките случаи кога ќе добиеме одговор, тогаш тој е неодржлив. Како на пример дека медиумите се носеле по систем на ротација, круг кој со години никако да ја опфати Алфа и да дојде на ред. Интересно е што токму за случајот со Германија се случи и еден куриозитет. На наше изненадување добивме повик од пиар тимот на владата за присуство на патувањето на премиерот во Берлин. Но набрзо телефонот задзвони повтор пат и не известија дека станува збор за грешка. Но затоа со премиерот заминаа дури и оние кои не се национални телевизии, за разлика од Алфа ТВ. Но проблемот не се само патувањата. Представниците на владата, од премиерот па сите министри, други функционери и директори упорно одбиваат да гостуваат во нашите емисии и не ги прифаќаат поканите за интервјуа. Исто однос има и од страна на владеачките СДСМ и ДУИ. За разлика од функционерите, разноразни инспектори и истражители немаат проблем да ја посетат телевизијата за да се обидат да најдат некоја неправилност, но со години тоа не им успева. Веројатно проблемот на владините функционери се незгодните прашања што ги поставуваат нашите новинари, како на пример за тоа колку чинеше посетата на Америка на премиерот Ковачевски и кој го плати патувањето на неговите деца со него. Рокот за одговор на барањето согласно Законот за информација од јавен карактер истече, а од кабинетот се уште само молк.